Ве поздравувам сите пред малите екрани и ви благодарам што и ова неделно попладне вие сте на фреквенцијата на телевизија Телма, а тоа веројатно значи дека сте подготвени за нова спортска тема. Ова е месец кога е време за големите финалиња на полето на спортот, а тоа значи дека е време да честитаме и да признаеме голем број на шампионски титули. Епа во Битола има една посебна атмосфера затоа што Битола овие денови живее во знакот на ракометот и по цели 18 години се радува на домашната шампионска ракометна титула. Ова значи дека ќе имаме бранување на нашата сцена кои веројатно и ни се потребни од една страна, а значи дека до година во Битола ќе гледаме надпревари од меѓународната сцена, нешто што долго време не се случило кога станува збор за Лигата на шампионите. Епа сега како се прославува една шампионска титула, какво е чувството, каква е атмосферата и како тимот ќе се подготвува за она што им предстои во следната сезона, ќе чуеме во нашето денешно издание на Fairplay, затоа не го менувајте каналот. По цели 18 години пауза, ракометна Битола се радува на домашната шампионска титула. Ракометарите на Еврофан Белистер сезоната ја курнисаа со голема радост, подигнат пехар и обезбеден билет за предстојната сезона во Лигата на шампиони. За патот до врвот, победите и поразите, ривалството, навивачите и секојдневието посветено на ракометната игра. Во Fairplay со Јана разговараме со тренерот Александар Јович и близнаците од зелено-белите редови и македонски репрезентативци Петар и Павле Атанасиевич. Победничка атмосфера денеска во Fairplay. Многу ми е драго што овие луѓе прифатија поканата да бидат мои гости, затоа што вреди да се зборува и за титулите и за оние ситуации кога едноставно трудот се исплати на крајот од сезоната. Тројца луѓе, тројца личности кои што се дел од победничкиот тим, денеска ќе ни раскажат како тоа изгледаше оваа сезона и какво е чувството да се биде шампион. Одиме по хиерархија, со нас во студиото господинот Александар Јович, предводник на тимот до шампионската титула, тренер, добре дојдовте. Добро и најдов и би искористил можноста и поздравам сите гледачи на вашата емисија и на телевизија Телма. Да, благодарам што сте тука заедно со двајцата браќа близнаци. Добро е да кажам веројатно ваши деца на некој начин. Во студиото со нас Петар и Павле Атанасиевич, добре дојдовте. Добро дојдовте. Многу ми е драго, честитки еве и лично и јавно да ви ја честитам титулата и редно е на старт да прашам како е чувството? Па чувството е прекрасно. Значи титула се враќа во Битола после цели 18 години. Знаеме дека Битола е најракометен град во нашата држава, дека многу разбираат ракомет и дека беа желни и на граница на издржливост ако не успеевме оваа година. Така да сите заеднички прославивме таа долго очекуваната титула. Тоа едноставно не може да се опише, него треба да се доживее како беше не еден ден, него денови во Битола. Да, имаше неизвестност. Интересна сезона, морам да признам, неизвестна. За публиката тоа може би добро од една страна, меѓутоа во ваша кожа е малку потешко. Вие ја имавте таа среќа, доста млади, да се израдувате на шампионска титула, но и да имате специфична сезона кога и дебитиравте во овој тим. И ајде сега како тоа изгледа во вашата глава? Предпоставам благодарни сте. Благодарни сме за шансата што ни е пружена, за да можеме и да играме, а истовремено сите да славиме заедно и да оствариме целта сите заедно што многотрудно работиме да ја оствариме. И остваривме и чувството кога ќе освоиш една таква титула. После 18 години. Да, многу години се во прашање. Не знам, не може само да се опише, што кажа тренерот Ацо, мора само да се доживее, тоа е фантастично чувство што не траеше само еден ден, туку и денови. Да, и денови. Да. Како беше во Битола? Јас не бев присутна таму кога се славеше титулата, инаку нели веќе однапред знаевте одреден период дека е ваша, но многу луѓе излегува на улиците. Чекембари после сите случувања сезонова, сепак на крајот од денот беа лојални и ја дадоа поддршката. Како тоа изгледаше во градот? Вие сега си се вративте дома во Скопје, но таму живеете, таму функционирате. И како беше? Па во градот гледаш на секаде насмејани лица. Тоа е добро. Ја носиш титулата. Тоа е наша цел, ама и целта да го
да им даеме на народот, на Битола. Таква титула, што ја чекале дури 18 години. И интересно е, по улиците има народ, и за славењето многу народ имаше, многу голема атмосфера беше. Да, јавни личности, пејачи, некако многу брзо и верувам со задоволство се собраа за да слават заедно со вас, но и сите останати денови, дали ве препознаваат, да ве запираат на улица, сакаат да зборуваат на тема ракомет, како изгледа тоа? Не сопираат стари или така помлади личности, туку ептен мали личности, што сакат деца, што сакат да се сликаат или подпис од нас. Па интересно е на некој така на некој мало дете да си му идол или така некоја личност што ја цени. Точно така, и тоа е нешто што многу ни е потребно, малите да имаат вистински идоли, па посебно во спортот. Имавме некој вакуум простор, ако бидам искрени. Вашата улога со години откако имате тренерска кариера, главно и централно е насочена кон создавање на млади ракометни сили. Една благородна работа, јас би рекла. И сега кога ги гледате вашите деца, тоа не е само сега, одреден временски период, дека созреваат, дека се во сениорски категории, дека преземаат сериозна улога, што ви поминува низ главата? Како се чувствувате? Па добро. Значи, јас пред се сум среќен човек што животот ми подарил да можам да работам работа која најмногу ја сакам и мислам дека најдобро ја и познавам. Значи, од 2009 сум тренер. Многу играчи поминале, што се вика, низ мои раце и има доста кои се репрезентативци актуелни. Има и сега нови сили кои се репрезентативци, така да тоа е една сатисфакција за мене и мотив за понатаму уште поквалитетно, подобро да се работи, пошто таа е благодарна, ама многу захтевна работа со млади играчи и не може секој да ја работи. Ај уште малку околу ова да ми објасните. Прво, додиме поконкретно. Може ли да кажеме колку време е потребно, колку години се потребни од моментот кога вие ќе детектирате еден сериозно добар ракометен талент до моментот кога може да се каже дека ова е веќе оформен играч? Така. Па добро, сега, например, јас кога почнав да тренирам ракомет, почнав на мои 12 години. Сега се границите спуштени. Деца почнуваат на 6-7 години да почнуваат да тренираат ракомет. Мислам дека некој влез во надпреварувачки систем, тоа е пионерска категорија, мислам дека тука више може да се види кој од деца во кој правец ќе оди. Треба, тоа е макотрпна, треба минимум 4 години да од пионери да се донеси еден талент до први тим и тука мора да се внимава многу, да не се запостави некој дете, да не се спутава, него на сите треба да им се даде подеднаква шанса, а тие што се поталентирани треба да се работи дополнително и индивидуална работа со нив. Во таа смисла уште малку имам некое подпрашање. Кои се најчестите грешки што мислите дека кај нас во Македонија тренерите знаат да ги направат, бидејќи имаме можеби две најспротивни ситуации. Првата ситуација каде некој можеби е талентиран и сака, но ако биде угнетен, така да се изразам, или не му биде посветено внимание, да ја батали целата оваа приказна и да не се занимава со спорт. Друга ситуација, некој е талентиран и му е посветено и време и внимание, но кога ќе дојде моментот да блесне, психолошки можеби не знае како тоа да го поднесе, па наместо тоа пропаѓа или кариерата оди во некоја полоша насока. Так. Зошто доаѓа до тоа? Каде се грешките најчести во процесот на тренирање? Јас мислам дека и млади тренери, исто како и млади играчи, значи покрај вредна, квалитетна работа, значи по мене трета лекција е најбитна, таа е трпеливост. Значи и млади тренери сакаат се наеднаш, сакаат од пионери па да прескокат некој скалила. Брзо. Брзат многу и исто играчи. Кога ќе видам дека некој играч од 18-19 години тргнал да оди во странство, во Германија, во Франција, и тука се најголемите грешки. Значи, таа лекција трпеливост мора вредно да се работи.
вредно, квалитетно и да бидеш трпелив да си ја чекаш својата шанса. Петар и Павле, добро, браќа, близнаци, сега некако е логично паралелно животот некако слично да ви се одвива и движи. Меѓутоа, кога стартувавте, подеднакво сакавте и бевте заинтересирани за спорт или имаше некој од вас кој беше предводник па го повлече другиот во двајцата подеднакво, двајцата заедно, да. Двајцата заедно. Од кога добивте поддршката? Од мајка ни и од татовина, цела фамилија. Значи немаше проблеми околу тоа, сакаме спорт, окей, може спорт. Мајка ни не насочи кон ракометот, као бивша ракометарка. Она е поранешна ракометарка и ради тоа падна овој избор. Добро. Од тој момент до сега, имало ли некогаш двуумење дали вистински постапивте или добар беше изборот? Немало никад двуумење. Може имало некои лоши моменти некои, ама све се поминува. Све со работа и си на нивото кај што си денес, така да... Па почнавме првен во академијата на Алушевски, кај Стевче. Тој, да речам, како ние прв тренер, после дојде Благојче Весик и тој таму виде во нас нешто, дека имаме некој талент за ракомет. И после 2018 тренер, дојде тренерот Ацо Јович и тој не насочи до кај што сме ден денес. Мене ми кажа, ми најавија пред емисијата дека тешко малку ќе ме биде да ги разликувам. Вие ги разликувате сега веќе, нели? Па добро, имавте проблем? 2018 имав голем проблем. Кога се изнервирав и не знаев кој е кој, ќе викнев стално погрешен, ти кој си, а сакам го викам Петара, сакам на Павле да му кажам. Така, сега више сме долго време заедно и мислам дека нормално ги знам кои се и мислам дека имаме заемно почитување. Обострано е и има огромен талент, големи работници се сега. Значи тоа е јас што им му кажувам, значи играчи за да достигнат онај највисок ниво, значи треба покрај своето тело да вежбат и глава, тоа малце. Работиме на тоа. Па добро, тоа на секој еден човек веројатно му е најтешката задача, нели? Не само на спортистите. Кога станува збор за вашите позиции во играта, како тоа беше донесена одлука и одлучено, затоа што еве начално имате слични предиспозиции, градба и така натаму, но на крајот од денот очигледно не сте идентични, играте на различни позиции. Кога почнувавме кај академијата на Стевче, почнувавме од сите позиции, дали сакаш крило, дали сакаш бек, дали почнавме од десно крило, па после пивот, па сите позиции ги имаме поминато, тестирање и ти на која се осеќаш најубаво и тоа за мене беше бек, дали лев бек, центар или десен, небитно. И така започнав и така беше исто така кога дојав во Ерофарм, двојката со тренерот. Почнавме постепено да се градиме, од десен бек почнав, па после центар, па лев бек, па на лев бек по центар и така да знам сите три позиции да ги играм. Но таму си таму си сепак најефикасен и ти го чувствуваш тоа? За мене, ја кога почнав, првен играв исто, ги менјавме позициите и играв кај Стевче бек. Игравме двајца бекови, се надополнувавме еден со друг, ама мене најубаво ми беше крило, ме ставија еднаш крило да играм и од тој ден па наму се осеќам најкомотно на крило. На таа позиција и така продолжувам.
Ајде сега да ја прокоментираме сезоната. Споменав, за вас течеше до некаде можеби чудно, невообичаено. Сите стартувавте во Еврофарм Пелистер 2, бевте таму одреден период. Меѓутоа, нештата се одвиваат така, да, вие добивте прекоманда, едниот па другиот во прв тим, Да. а тренерот исто така доби една одговорност голема, меѓутоа во специфичен дел од сезоната. И беше момент да се биде или не. Вие верувам дека во тој момент не можевте да сте сигурен дека титулата ќе биде ваша, но ја преземавте одговорноста. Прво, зошто тоа го направивте? Понудата за да ја превземам втората екипа се деси визави слаби резултати на првата екипа. Сега не би навлагал заради Да, добро, минатиот тренер едноставно си замина, тоа е тоа. Сплет на околности, повреди и така натаму. Да, но важен дел. И сега треба до крај да се... Значи, добив понуда и ја прифатив одма. Значи, не се сомневав. Не размислувавте? Не размислував уопште, значи не се сомневав првенствено во моите квалитети и во квалитетите на играчи, пошто ми беа тука на дланка, ги знаев сите. Знаев некои нивни особини кои не беа добри за да се стигне до целта и со ангажирање и на Звонко Шудновски, мислам дека сме клуб кој едини на овие простори успеа да ангажира, ајде да кажеме по мене, двајца квалитетни тренери. Значи тоа е Еврофарм Пелистер 2, меѓу мене и Звонко нема суети, мислам дека Добар тандем сте. се надополнуваме добро и моја идеја и визија е, сега да не ме сватат погрешно, значи Желјко Обрадовиќ е тренер европски калибар, значи најтрофеен тренер во кошарка. Значи јас, моја визија и желба е на наши простори јас да бидам условно кажано како Желјко Обрадовиќ, а Звонко да би Александар Николич, Аца Николич, кој бил ментор на Желјко Обрадовиќ, кој го насочил и го усмерил да биде тоа што е сега во кошарката. Ви посакувам. Значи, пак да не ме сватат погрешно, значи во наши... Јас верувам дека нема да ве сватат погрешно, туку дека ќе сватат вашата искрена намера за макотрпна работа и создавање на нешто македонско што вреди, така? Тоа и го правите сега. Сметам дека треба да се обкружите со луѓе од кои може да научите нешто. Ако се обкружите со луѓе од кои нема да научите ништо, значи треба да одиш самиот по патот и да го носиш и него на грб. Значи, така да, мислам дека имаме добар спој и мислам дека многу работи добри и за Пелистер, Еврофарм Пелистер, и за Битола, и за македонски ракомет ќе направиме во време кое ни предстои. Кои беа главните совети кои им ги дадовте на Петар и Павле, но и на останатите по-неискусни играчи во моментот кога од втор тим заминуваат и преоѓаат во сениорски, односно прв тим? Различно е сепак. Така, да. Бидејќи во Еврофарм Пелистер 2 сепак помлади играчи имате. Значи, секој млад играч кој ќе дојде, кој ќе влези во прва екипа, завршува со млад играч, дете и така натаму. Значи, ти си добил шанса и мораш да ја зграбиш и да ја искористиш. Значи, млади играчи од мене стално добива совети да мора да одат на секој тренинг спремни за тренинг. Значи, спремни и физички и ментално, пошто само преку квалитетен тренинг може да даеш на утакмица тоа што треба. И сакам да им дам и поголема слобода на играчите, али мора да има заемно почитување. Значи, многу и јас и Звонко сега, и јас кој бевме во Еврофарм Пелистер 2, мислам дека јас како тренер давам премногу. И за возврат и барам и од играчите. Исто така. И тоа е тоа.
Павле доби прв повик за во првиот тим, а воедно и во репрезентација на Македонија, така беше или обратно? Претходно бев со репрезентација, први добив со репрезентација повик, па после бев со... Добро. Целта на моето прашање е следна, бидејќи сте заедно во се. Како тоа вие го доживеавте, во смисла дека во еден момент ти одиш условно речено чекор или половина чекор понапред од твојот брат. Имало ли околу тоа некакво, не знам, неубаво чувство, споредување и така, или немате проблеми со тие нешта? Не, имало споредување, ама у обзир, ајде, например, да искочиме, тој имаше послободно време, ја бев поуморен, имаше такви некои дешавања што едноставно не може, сакав да се одморам и цело време се надоврзувавме и се контриравме зошто не искачеш вака така. Дека сега ти имаш малку поинакво темпо од неговото, да. И така, ама после тоа се смири. Мислам дека ме свати. Да, го свати. Од која сега веќе е готово. Полусезона од која дојде ме свати што му кажував тој период, бејќи имаше и многу патувања и утакмици доаѓаше по 3 утакмици неделата да имаме, што стварно е напорно и физички и психички. Така да му треба на телото одмор и затоа се посветив барем тие неколку месеци што бевме у припремен период да ги изработам, да се ставам во тек на играта со другите играчи. Да одговориш на тоа што се бара од тебе. Ајде сега другата страна. Па, кога доби прв повик за репрезентација, ја бев горд на него, како прво. Така и треба. Како собствен брат, да сум горд сум на него. Ама немаше нешто, леле сега кој зашо он отиде, зашо не ја, немаше такво нешто. Туку самиот си викав, ја ќе бидам таму кај што е брат ми. Така. Инспирација, значи, да биде само емотив. Со малку трна работа, со све, стигнав ја до А селекција, бев на собирите нив, ама не дојдов да играм. Па после одреден период станав дел од тимот и проиграв со брат ми, така да се каже. Да, значи слично сценарио, само твоето малку подоцна, но кога е човек трпелив и вреден, сето тоа што треба ќе си дојде. Ако погледнеме од месец март до крајот на сезоната, реков интересно беше, може ли да се каже кој беше вашиот најтежок или надпревар, најголем предизвик, може би клучен момент? Не би издвоил ни еден надпревар, само ми е криво за надпреварот со Вардар, што се деси тоа, што се деси на тој прекид. Мислам дека атмосферата беше феноменална во Јане Сандански. Мислам дека имаше една општа мобилизација на комити Вардарови најавачи. Имаше најавачи и од Битола, Чкембари, и мислам дека ќе беше прекрасна атмосферата ако не се десеше тој немил настан, што сигурно нас не поремети. Можам да желам само за тој надпревар. Ово другото, мислам дека имавме тешки надпревари и во Кавадарци, и со Алкалоид во Скопје, и мислам дека заслужено победивме и заслужено ја освоивме шампионската титула. Да, не, тоа не може никој да го спори, едноставно шампион или победник е еден на крајот и тоа е тоа. Мора да го признаеме и да честитаме. Така е фер и така е спортски. Дали во вашата глава е слично како што вели тренерот, или имавте некои надпревари кои што можеби малку поттешко ги доживеавте, повеќе ви исцрпија, ви изморија на теренот, кога сте вие актери на теренот е поинаку? Па не би одвоил ниједен надпревар. Секој секогаш се оди максимум. Максимално, после тоа има време и за одмор и за опоравак за све. Добро, ма на крајот од денот дерби е дерби, нели? Дерби, се спремаш за дербито, све си менталната подготовка, да. Само треба за мене, ја бе, например, што кажа тренерот, тој надпревар со тој немил инцидент што беше, се спремав, знаев дека може такво нешто да се случи, така да и после тоа тој прекин исто си продолжив како што играв до пред тоа. Да не заборавиме за играчите, всушност и тоа најтешко затоа што атмосферата е затегната, има неред, а потоа вие треба да продолжите, малте некако тоа да не се случило, ама не може баш така, не сме роботи. За дербијата да се надоврзаш? Па за дербијата секој надпревар има своја тешкота, ако не си 100% на секој надпревар.
ништо не си направил во тој направил, не си придонесол за екипата, за тепаш. И во секој надпревар треба со ладна глава да се гледа. Барем за мене така е, со ладна глава, да не мислиш на ништо друго, само на надпреварот да мислиш. Знаете што имаше една изјава, не можам да ја прескокнам, на Кирил Лазаров, кој што рече ние му помогнавме на Eurofarm Пелистер за да ја прослави титулата. Знаеме дека за Вардар беше многу тежок момент фактот дека загуби од Алкалуит и тоа смени голем дел од нештата. Како би го прокоментирале тоа што тој го рече? Па добро, јас би сакал да искористам прилика да му честитам на Кирил Лазаров и на неговиот клуб Алкалуит што во прва сезона освоија второ место. Што се однесе до таа изјава, мислам дека Eurofarm Пелистер на второ пласирана екипа има плюс 6 бодови, а на трето пласирана има плюс 8 бодови. Така да јас кажав и после изгубениот надпревар со Вардар, дека нашето првенство е квалитетно, дека нема предавање, дека ти играме до крај и тоа и се случи. Така да мислам дека осим тој пораз, ние немаме друг пораз, односно имаме пораз во купот, али во првенство немаме пораз. Убаво што го споменавте тој надпревар, поразот во купот, како го поднесовме? За мене многу тешко. Имавме некоја цел за да свариме и на крај тие последни секунди може така у мене беше топката, може требало да отпас да дам, може не. Дел од секунда и едноставно во збир на емоции на едно место и така малце нервозно у тој дел, на крајниот дел, така да после тоа кога се смирија страстите, све беше нормално и зборавме и со тренерот за ситуацијата и све. На крајот од денот е искуство за тебе, но тоа е и она најтешкото за спортистите и кога си уморен и кога си под притисок, а треба брзо да донесуваш одлуки, едноставно не може секогаш да биде вистинската одлука, но генерално од вас двајцата кој знае потешко да поднесува пораз? Кој повеќе се нервира? Нека е Павле поголем Плачко. Плачко, да. Значи неќе порази, потешко му оди тоа да го свајне. Победник сум у душа. Па и треба да биде. Вие, например, сте тренер за кој што е познато дека сте таму и сакате да останувате многу часови во сала и плюс од предвиденото, без разлика дали тренингот завршил, а играчите сакаат ли? Сакат. Има една добра работа кога играч не се чувствува окей или кога мисли дека било што му недостасува, може слободно веројатно да дојде и да рече, слушајте, мене ми треба повеќе време со вас и општо да тренирам. Да, тоа го има? Го има, да. Го има, поготово Петар. Значи, остануваме после тренинг, доста, значи, шутираме од позиција, значи, вежбаме, усовршуваме тие шутеви што ги има и вежбаме и нови шутеви, така да има доста играчи што сакаат дополнително да работат. Како изгледа вашата релаксација? Дека нонстop зборуваме за тренинг. Како ви е најубаво да се одморите, да се опуштите, да ете едноставно да има моменти кога не се зборува и не се размислува на ракомет? Па најубаво би кажале после тренингот, идењето дома со другари, кафе пиење, малце... Ама во ограничени ограничено време, не по 5-6 сати, ограничено време пола сат, може 1 сат максимум. Зборењето со нив за ситуации надвор од ракометот за секојдневниот живот, после дењето дома, па сакаме и некад да гледаме филм заедно, филмови гледаме заедно, серии, па подкастови нешто. Така го исполнуваме времето најмногу или ќе се прошетнеме негде низ Битола, дали било поширок сокак нагоре, надоле така. Као што викаат они, таму е така редот. Така е редот. Мора да се прилагодиш на тој куќен ред. Така, да се тргнеме од ракометот, така мислам дека јас според мене така го правиме тоа. А учите нешто што е сосема нема врска со спорт. Што учите? Медицина учиме. Медицина. Ај сега и ова молам објаснете ми го од каде? Па додека бевме во академијата на Стефче, имаше план да отидеме во академија што е
во склоп на физкултурно, да отидеме школоз за ракомет, академија за ракомет. Имаш и опција да отидеме, бидејќи бевме добри ученици основно, да отидеме медицина. И сега секојаш треба да имаш со спортот и план Б, така да одбравме медицина. Поготово мајка ни не насочи спрема тоа. Да, ама после од која имавме размислено ние самите, дека правата одлука. Не очекувавме дека ќе стигнеме до некој ниво кај што сме денес, дека ќе не земе екипата на Еврофарм Пелистер, дека ќе одиме у Битола, ќе се преселиме и така натака, тоа не ни беше у план. Така да таму се запишавме, учевме на година и пол, после фати и короната, па имавме онлайн часови, па после тоа се префрливме во Битола, во медицинското училиште и кај што завршуваме. Како изгледа тоа, во смисла постигнувате сериозно да посветите доволно време на тоа? Не толку сериозно колку што треба, ама во граница на нормалата, да не сега да отидеш да речеш ништо не знам, туку да имаш барем од тоа што ти има даено пола и више научено. Како ви е во репрезентација? Таму сега сте веќе во комуникација, имате и земате пример од нашите повозрасни и поискусни ракометари. Па може ли сериозно добри нешта таму да се научат кога одите? Секогаш може и од играчи како што се Филип Талевски, Филип Кузмановски, Стојанче Стоилов. Добро ме прифатија? Многу добро ни прифатија. И многу ни имаат кажано и ни има даено совети за ракометот, ама исто така и за надвор од ракометот, како да бидеш првин како човек, па како личност, па све друго понатаму. Така да мислам дека не знам, едноставно имаат некое место во моето срце сите таму играчи што на некој начин, дали било мал или голем, ми помогнале за сватам некои работи и за мотивација за такви работи. Клубовите се тие кои што ги создаваат играчите во репрезентација, се тука на крајот од денот за сето тоа да отиде само на уште едно скалило повисоко, нели? Меѓутоа таму и нема толку многу време за учење, туку за сублимирање на силите кои што ги имаат играчите. Вие долго време ја имавте и таа привилегија да соработувате со Лино Червар. Да. Човек кој што во голема мера ја промени нашата ракометна сцена, специфичен на многу начини. Имаше многумина кои со него можеа одлично да функционираат и такви кои што многу тешко со него функционира, барем од нивните изјави. Сума сумарум, каков е вашиот личен впечаток? Собравте ли доволно голем багаж од сите тие моменти што со него ги поминавте, а сега да можете само да го употребувате, она што е таму собрано? Па за мене Лино Червар е еден од најголемите стручњаци за нашиот занает и имав таа среќа што од 2009 моето завршавање на активен играч се поклопува со доаѓањето и почеток на мојата тренерска кариера се поклопува со доаѓањето на Лино Червар во Металург. Значи од 2009 година до 2018 сме заедно. 2 години му бев помошник, али ја имавме нон-стоп таа комуникација, заеднички работевме со млади играчи, ми помагаше многу и многу работи научив од Лино, многу, и јас сум тип човек што сака да учи од секого, али од Лино имам најмногу научено. Значи не себично споделување знаење, да. Иако беше малце и оспоруван во нашата држава, беше и селектор, мислам дека Лино остави голем траг во нашата ракометна струка. Мислам дека Металург беше перфектно организиран од локомотивата па сите вагони надоле и од таму излегоа доста репрезентативци. Ако не беше Металург и тој концепт што го имаше Лино воспоставено, нормално и цела управа на Металург, ние имавме голем проблем сега околу составување на репрезентација. Логично е така да го завршиме разговорот. Сега имате малку време за одмор, но верувам дека е природно човек да размислува за она што ви предстои. Во месец јули ќе ги стартувате подготовките, но
дали вие лично имате желби за големи промени во составот? Барате ли од управата конкретно нови играчи на одредени позиции? За сега имате официјално само едно ново засилување. Какви се барем во моментов идеите, затоа што ве чека и настап меѓу другото во Лигата на шампионите, што е така. Па самиот настап во Лига шампиони е голем предизвик и за нашиот клуб и за нашиот град. Ние сме во фаза на преговори со евентуални засилувања и сакаме да направиме еден добар спој на наши млади играчи кои ги имаме, покрај Петар и Павле, тука го имаме Милијан Ѓорговски, Цветан Кузмановски, Ненад Костевски, Марко Кизич и искусниот Жаре Пешевски, Марио Танковски, да не го забравиме. Значи, сите тие се репрезентативци на Македонија. И сакаме да направиме добар спој од наши играчи и да пополниме со квалитетни странски играчи таму кај што мора. Не сакаме што најмногу ви недостасува? На која позиција ви недостасува најмногу играч? Па моментално ни недостасува по мене уште еден десен бек и среден бек. Значи тие се две позиции кај што мора да имаме добри, квалитетни, искусни играчи и младиве да се изборат. До сега им беше малце давано на тацна, сега мора да се изборат за таа минутажа и нормално да одговорат на таа добиена шанса. Има ли голема возбуда? Верувам дека е интересно кога човек знае што му предстои, ќе се надпреварувате, ќе застанете спроти големи ракометни имиња, нели? Уште една нова голема шанса. Има возбуда, бидејќи тие као мали сме ги гледале на телевизија и сега да играш против такви легенди, да ги кажам, е голема чест. Сама мотивација ти дава да дадеш се од себе. И ви не се сомнувам дека така ќе биде. Поддршка ми рековте дека имате, но и јавно тоа да го споделиме. Од кого најмногу? Доаѓаа ли блиските често во Битола за да гледаат надпревари? Цела фамилија. Мајка ни цело време иде. Мајка ни иде, да е главна. Мајка ни. Ама и сите почна. Ќе ми испратите некоја фотографија и ќе емитуваме за тоа. Сигурно има, нели, евиденција. Ќе емитуваме за докази да има за сето тоа. Значи фамилијата ви дава целосна поддршка. И наславењето на прв ред беше. Па така. Сега, уште оди маскалило погоре, ќе можат здравје да гледаат надпревари од Лига на шампиони и верувам дека ќе биде убаво. Да, ви благодарам многу на сите тројца. Навистина ми направивте чест. За Петар и Павле ми е мило дека ги запознав и во живо, затоа што слушнав пофалби за нив дека се културни, добри и вредни во она што го прават. Така што најважно од се ви посакувам на сите добро здравје и среќа и успешна работа, а верувам дека македонската јавност, најмногу битолската, ќе ужива во она што ќе биде дел од следната ракометна сезона и на домашен и на меѓународен план. Благодариме за покана. И ние ќе направиме се Битола да ја представиме во најдобро светло. Каков што е град, така и да би ракометна сила во нашата држава и достојно представување во Европа. Ви благодарам, се гледаме во следна прилика. Се гледам. Да, како што еден од моите колеги, Зоран Мишевски, а познато дел од тимот на Eurofarm Пелистер, кажа, Јана започнува зелената ера. Еве ги употребувам неговите зборови и дај Боже да биде и убава и успешна, зашто да не во Битола да гледаме убав ракомет, а јавноста, особено таможната јавност, да биде задоволна и да го гледа нивото кое што го посакува и кое што некогаш постоеше во овој град. Јас сум среќна и ќе бидам среќна ако вие уживавте во овој разговор. Тука сме да дадеме поддршка на нашите спортисти и како што реков да се радуваме на успесите, затоа што тие генерално и главно не мотивираат за да постигнеме нови уште поголеми. Ние се гледаме повторно следниот викенд. Веќе добро го знаете нашиот термин, недела 16 часот и 15 минути на телевизија Телма.